Вчера бевме сведоци на болната вистина како Зоран Заев владел со Македонија и зошто државата ни е на дното. Тоа е приказ како мафијата има своја држава и правдата престанува да дише. Зоран Заев и пукаше во чело на правдата. Зоран Заев е правдоубиец во Македонија. Во исто време слушнавме лицемерие, надменост, забеганост. Слушнавме како Заев од позиција премиер диктирал одлуки на Врховниот суд и како Кати Цјанева како тогашен прв човек на специјалното јавно обвинителство работи во координација и по наредба на Зоран Заев. Што е ова ако не погребување на правдата и фрлање на цела една држава на колена? Кога правда нема, нема ред, нема закон, има криминал. И ова не е единствениот случај. Заев да е во незгодна ситуација или еден од ретките скандали за овој човек фатен како на лице место го крши законот. Ова за жал на сите нас станува пракса, непоправлив тренд на постојано вплеткување на овој човек во криминал, скандали и кршење на законот. Нема месец, нема ден, а да не никне некој нов скандал поголем од претходниот. Рекети, подкупи на квадрат, полиње со марихуана, тендери, насилие на избори и што ли уште не. И се прашувате зошто? Затоа што правда нема. А чувме зошто правда нема. Зошто Зоран Заев вели договорено е со Врховен. Без Заев не се може. Трас и ето одлука на Врховен суд. Катица за се знае што треба да се случи. Или закон за СЈО, или одлука на Врховен суд. Ама случаевите ќе паднат. Ова не е европска тирнина која Заев ја ветуваше. Ова е криминалната приказна на мафијата желна за пари и власт. Тој ја призна автентичноста на аудио материјалот објавен во јавноста. И да не навлегуваме во онаа смешна и недоветна одбрана на Заев во врска со аудио материјалот, за која тој тврди дека всушност може да се чуе дека бил за тоа да се спасат случаевите на СЈО. Нешто што никаде не го слушнавме и не го видовме. Тоа му е само фраза за оправдување пред јавноста и во изјавите пред медиумите, затоа што никој не верува дека пред 8 на пратеници Заев би говорел и би ги убедувал колку е добро тие да одговараат за случаевите кои ве гледаме полека ги снемува. Суштински аудиоматеријалот за мафијата покажува дека Заев е виновен за неправдата. И тука се клучни 3 работи што се откриваат. Прво, имаме јавно признание дека Заев грубо ја злоупотребил службената должност, диктирајќи одлуки на Врховен суд. Второ, тој јавно признава дека се влечат случаевите и за таа негова стратегија знае и специјалното јавно обвинителство и Кати Цјанева, која била свесна за сето тоа. Трето, шемата како да паднат случаевите била јасна, или закон за обвинителство, или ќе цитирам трас, одлука на Врховен суд. Значи, освен премиер, бил и судија, но и обвинител. И за спаното обвинителство за се тоа молчи. Молчи затоа што е во скутот на истиот кој диктира пресуди и ја убива правдата. Иако сите надлежни молчат, ВМРО, ДПМН и народот нема. Повикувам на граѓански протест утре, со почеток во 18 часот, кој ќе започне од пред обвинителството на кеот на реката Вардар, па се до Врховниот суд. Ги повикувам сите граѓани да ни се приклучат, од сите националности и убедувања. Ова не е протест само на ВМРО ДПМН, туку на сите граѓани кои знаат дека главната кочница е Зоран Заев. Протест на кој ќе порачаме дека одговорност мора да има за неправдите и дека Зоран Заев е виновен. Одговорност за главата на октоподот кој не може да се сокрие. Но и порака за чуварите на неправдите на Заев, обвинителството и судството. Оваа држава, која почива на правдата, на нашата борба за независност и слобода, на почитување на правото, во која македонците се борат за своите правдини, мора да се спротистави на ваквото брутално кршење на законите и уставот. Тоа е наша обврска, наша должност, но и наша задача. Ви благодарам. Кој имате прашање, повелете. Немам
Немам такви информации дека има уште доставување на таков материјал од страна на укажувачите. Па видете, познавајќи го човекот, не очекувам дека ќе потврди дека вршил влијание, исто како што во времето демонтираше дека изгубен низ времето, ќе го брка семето, жицата од гитарата, од алиштата и така натаму, па се случи спротивното. Исто како што велеше дека она евро за евро е фикција, ама видовме и слушнавме дека не, исто како што кажа многу работи во минатото, сега да не ги повторувам, така и за ова јас не очекувам дека Кизлези ќе каже дека вршил влијание, но еве граѓаните нека судат, јавноста нека суди за тоа дали вршил или не вршил. Според мене вршил. Едно прашање околу партиските активности, дали некоја предизборна коалиција со помалите партии? Претходниот прес најавивте дека има заинтересирани од владеачката коалиција моментална да преминат. Да, реков и ќе го повторам тоа што веќе го кажав, дека има голем број политички партии кои што преговараат со ВМРО-ДПМН, ги презентираат своите гледишта, своите позиции. Во текот на оваа недела ВМРО-ДПМН ќе одговори на нивните позиции, на нивните гледишта, така што многу брзо од денеска јавноста ќе биде запознаена. Коалицијата за обнова на Македонија е таа функционална, така што преговараме и со политичките партии што се дел од коалицијата, со политички партии кои што сакаат да ја пристапат на коалицијата, така што многу скоро денеска ќе дознае јавноста идната коалиција победничка на изборите во април. Најавивте протест за утре, дали имавте разговори надвор од коалицијата со други политички партии, ги поканивте ли да ви се придружат на овои протести и со кои? Па денеска дали има партии, дали има, се извинувам да дополнам, дали има партија од албанскиот блок што ќе ги поканите на овој протест? Па денеска за прв пат еве пред јавноста ја повикуваме практично целокупната јавност, граѓаните, без разлика на нивната партиска припадност, без разлика на нивната политичка припадност и така натаму, националности и така натаму. Сите оние кои што чувствуваат потреба дека треба да се стави крај на нова неправда и злоупотреба на судството и обвинителство, се добре дојдени и еве ја користам таа прилика уште еднашка да ги повикам да ни се придружат. Господин Мицковски, дали знаете точно колку е долгот на партијата, дали имате план како да го изменаџирате и може ли да им кажете на вашите симпатизери што би се случило доколку не успеете да го исплатите и дали објектот е под хипотека? Да, точно знаеме колкав е долгот на партијата. Да, објектот е под хипотека во една од комерцијалните банки. На време се сервисираат обврските кои што доста суваат за сервисирање. Се надевам дека ќе немаме потешкоти и во иднина да ги сервисираме тие обврски и покрај незаконската одлука на судот да го замрзне имотот на партијата и покрај тоа што државата оние средства кои што ни следуваат со закон за финансирање на партијата не ги исплати пред изборите да врши дополнителен притисок, но јас сум убеден дека партијата и овие предизвици ќе ги совлада и ќе успее да излезе повторно победник. Кој е планот? Каков е вашиот план? Како ќе го изменаџирате овој долг? Па ќе ми дозволите таа работа да не ја споделам со јавноста. Се разбира, до овој момент немаме никаква, како да кажам, никакво предупредување од страна на доверителите за тоа дали на време ги сервисираме нашите обврски или не. Заклучно со 1.2.2020 година сите обврски на партијата се сервисирани онака како што доста суваат. Дали би припатиле донација од Орце Камчев и Сашо Мијалков? Партијата има на незината веб страница поставено жиро сметка, целна дознака. Секој граѓанин во оваа држава кој што цени, еве вие на пример или некој друг кој што цени дека треба да ја поддржи ВМРО-ДПМН, е добре доден да финансира во партијата. Дали би прифатиле нивна донација? Апсолутно, од секој граѓанин во оваа држава. Зоран Заев, Орце Камчев, Сашо Мијалков, Никола Груевски, еве вие, било кој што цени дека треба и сака да помогне, е добре доден. Како што финансиравме и до сега, ќе биде тоа кампања која што ќе има два столба на финансирање, едниот од чланарини на членството, другиот од донации и третиот е, претпоставувам, со комерцијален кредит кој што ќе го подигнеме од некој од банките.